Добро утро, поздрав од Министерството за култура, поточно од кабинетот на министерката Бисера Костадиновска-Стојчевска. Добро утро, како сте, министерки? Добро утро, благодарам за можноста денес за гостувањето. Кажавте дека од Битола дојдовте во Скопје и во Скопје нешто што веднаш затекнавте, нечист воздух, нели? Да. Добро, друга ни е темата. Постојано некако зборуваме годинава повремено, како велиме, во континуитет за усвојување на предлог законот за употреба на македонскиот јазик, помина комисиски неколку читања. Ајде први навистина да подсетиме зошто е важноста од носењето на овој закон, предлог закон за македонскиот јазик. Мијатата недела помина и амандманската расправа, односно второто читање на законот за употреба на македонски јазик. И од тој дополнет предлог и од она што беше првичниот предлог пред да преминеме на амандманска расправа, морам да напоменам дека најголемата придобивка од тој закон е токму законската рамка која што утврдуваме за негување, развој и почитување на правилната употреба на македонскиот стандарден јазик. Како што знаеме, како што неколку пати објаснавме и напоменувавме и повикувавме и објаснувавме и во јавност и на јавните дебати на емисии, и дека една од најголемите придобивки од овој закон е токму тоа што воспоставуваме неколку механизми за македонскиот јазик правилно се употребува и истиот како таков да се почитува. Една од поголемите придобивки е можноста да се вработи лектор, односно задолжителното вработување на лектор во секоја институција каде што имаме излезни документи. Втората е воспоставување на тој инспекторат кој што ќе може да делува во рамките на Министерство за култура, со која што ќе следиме правилната употреба на македонскиот јазик, која што пак ќе произлезе од зголемените можности, така да кажам, или зголеменото поле на што е сигурно што се лекторира. Ако досегашниот закон, кој што е донесен од 1998 година и кој што само доживеал неколку, јас се изразам, технички шминкање на тој предлог закон, односно административно дополнување, никакво суштинско дополнување. Сега опсегот на лекторирање на вистина многу мал и немаме можност, односно немаа можност при секоја пријава за неправилна употреба на македонскиот јазик инспекторите да делуваат. Токму сега во овој закон тоа се регулира. Употребата на македонскиот јазик, задолжителната употреба на официјални лица, во службена употреба се дефинира многу подетално и од таму произлегуваат големи надлежности на инспекторатот и на инспекторите. Исто така, затоа што формираме инспекторат во овој закон, се дефинираат и карактеристиките, така да кажем, или што е на кои услови треба да ги исполнуваат оние што ќе бидат инспектори, кои што ќе бидат дел од тој инспекторат. Од овој закон понатаму произлегуваат иницијативите за стипендирање на кадри во сите степени на високото образование, произлегуваат иницијативи за зголемување на фондот на часови во македонски јазик и задолжително, особено во високото образование. Особено во високото образование, така да, каде што го регулиравме задолжителното постојање на часови по македонски јазик. На комисиската расправа усвоени се 27 амандмани, имаше и забелешки, нормално, затоа се потребни тие расправи, меѓутоа најмногу за македонистика. Да објасниме. За македонистика. Оно што таму го расправавме и што еден дел од тие одбиени амандмани се однесуваат токму е на моментот на македонистика, затоа што зборуваме за закон за употреба на македонскиот јазик. Значи не зборуваме за закон за наука за јазикот, каде што би одговарало да стои тој термин македонистика, каде што спаѓа и наука за јазик, наука за книжевност, наука за култура, за развој на македонскиот јазик и така натаму. И токму затоа тие амандмани беа предложени. Тоа беше она што беше дискутирано и на јавната дебата, каде што се сложивме дека македонистиката е дел од науката за јазикот, меѓутоа тука зборуваме за закон за употреба на јазик, односно за употреба на македонскиот јазик. Предпоставувам во она стандардна форма, тука е конкретизирано со овој предлог. И токму затоа сметавме дека делот за македонистика не е она што се регулира со овој закон и не треба тука да стои. Министерке, како го објаснувате предлогот за составот на Советот за македонски јазик? Мислам дека и тука имаше. Да, имаше и тука една забелешка која што мене ми е навистина многу драго што успеав и да поразговарам со неколку сегашни членови, поранешни членови кои што дадоа своји видувања и кои што реално беа аргументи кои што јас ги употребив при самата комисиска расправа
имаше предлог, амандман, каде што навистина премногу се зголемуваше составот за членови на македонски јазик, каде што стоеше дека имаше неколку варијанти кој треба како да предлага членови, и она што беше кажано од како забелешка и како искуство, би било подобро да се изразам, дека многу често во минатото имало членови во Советот за македонски јазик од одредени институции кои што не биле предлог на самата таа институција, и тука се доаѓа во судир не само тој член со самата институција, затоа што не е предложен од неговата матична институција, туку некој друг го предложил. И тука се доаѓаше до еден затворен круг, каде што се доаѓаше до неефикасност на Советот. И лично јас, како и одреден дел од членовите, сметаме дека председателот треба, се разбира, да го избери, да има можност да избери дел од својот тим, со кој што заедно понатаму ќе делува, затоа што ако само се наметнат членови, кои што би биле од институции кои што исто така и не се ниту релевантни да бидат дел од тој совет, може да дојде до неефикасност и неажурност на советот. И советот едноставно може да не работи. Затоа тој амандман беше отфрлен со едноставно објаснување дека треба тој совет да биде ефикасен, треба да биде едно хомогено тело кое што ќе делува заедно. Не треба да делува во еден глас, треба да се разменуваат мислења, меѓутоа треба да бидат лица од областа, треба да бидат доктори на науки, истакнати експерти од областа на македонски јазик, и токму затоа ги прифативме аргументите на сегашни, на поранешни членови од Советот за македонски јазик, и тој амандман беше одбиен. Предходно споменавте на почетокот на разговорот, што е предвидено според предлог законот за употреба на македонскиот јазик во врска со полагањето на лекторскиот испит, и како подпрашање кој може да го полага лекторскиот испит? Лекторскиот испит може да го полагаат студенти кои што имаат освоено 240 кредити на една од катедрите за изучување на македонски јазик. Што значи дека сите тие се релевантни да се пријават на лекторскиот испит кој што го организира, кој што и години назад организиран тука во Министерство за култура. Испитот се полага лично на хартија, не онај страшен пример што го имавме неколку години, ако не се лажам, од 13 до 17, каде што се полагаше онлайн, каде што драстично опадна и интересот за полагање, имавме и драстично намалување на бројот на кандидати. Во 2017 година повторно се воспостави таа практика за полагање во живо, така да се изразам, на лекторскиот испит. Министерот заедно со членовите на Советот за македонски јазик, кој што е советодавно тело во владата и се формира на предлог на владата, создава комисија која што ќе го спроведе тој лекторски испит, и тука се издаваат лиценците. Кога можеме да очекуваме на пленарна седница? И сосема на крај уште еднаш, навистина во неколку реченици, да ја истакнеме важноста од како велиме што поскоро да биде усвоен овој предлог закон. Јас се надевам дека на една од следните пленарни седници овој дополнет предлог на закон, затоа што веќе законските услови се исполнети, ќе се најде на дневен ред, и се надевам дека ќе имаме и таму, доколку имам потреба од конструктивна дебата, и дека ќе го изгласаме сите заедно. Во мејатата недела, во средата, кога започнавме комисијата, забележа членовите на опозицијата дека јас во неколку наврати сум кажала дека тие не соработувале, дека не гласале, меѓутоа бевме сведоци, тоа има стенограмски забелешки, дека тие при првото читање не го гласаа законот. Во средата комисијата помина во една конструктивна дебата, се разбира, имавме прашања каде што имавме потреба од повеќе дискутирање. Имаше амандмани кои што ние ги прифативме, кои што не ги прифативме. Дел од нив беа суштински, кои што беа предложени од опозицијата, дел од нив беа технички, односно еден друг вид на прашање кој што воопшто не треба да е тема во еден закон за употреба на македонски јазик. Тоа е едно друго прашање кој што во друга прилика исто така би било добро да го објасниме. Јас апелирам, како што апелиравме неколку пати до председателот на комисијата, да ја закаже комисијата, апелирам до сите пратеници, овај пат не до одредена група, до целна група, што поскоро законот да се донесе на дневен ред и да се изгласа едногласно, бидејќи
овој закон не е закон само за употреба на македонски јазик, туку е закон кој што понатаму може да користи како еден пример за како треба да се употребуваат и да се почитуваат сите други јазици. Со самото тоа, откако ќе се усвои овој предлог закон и вие на почетокот, министерке, кажавте, следува доста обсежна и стручна работа каде што треба се да се имплементира. За среќа, ние сме од кога го поднесовме предлог законот, сме во постојана комуникација со инспекцијски совет, со Министерство за правда, за да можеме тој инспекторат тука што е можно побрзо да го формираме и да бидат стручни кадри. Исто така јас напоменав уште од и на јавната дебата дека навистина е зголемен бројот на лица кои што се пријавуваат за полагање на лекторски испит, што значи конечно таа празнина од тоа електронско полагање имаме можност да ја пополниме со кандидати и имаме кандидати кои што може да се понудат за трајно вработување во институциите. Затоа што и тоа беше едно прашање дали имаме доволно лектори. Да, доволно лектори имаме. Затоа што како и секоја друга професија имаме и лектори кои што не се вработени на своето место каде што треба, туку се на некое друго работно место. Сега конечно тоа ќе имаат шанса да го работат во институциите каде што се. Ви благодарам за интервјуто, за директното вклучување во утринската програма на македонската телевизија.